Стој. Нов почеток за нашата мила Македонија, а многу лош крај за некој што играше фудбалче на мали голчиња во скапи канцеларии, јадеше фстаци бадеми додека народот не знаеше крај со крај како да врзе. Уште еднаш, добро вечер ветерани, наковално на нашата историја. Добро вечер сениори,
чекано на историјата на Македонија. Добро вечер, Унија на жени, чуварки на огнот на Македонија. И добро вечер, Умаса, искрата родена помеѓу чеканот и наковалната на нашата историја. Треба, навистина голем пријател, патриот и кандидат за пратеник во Собранието на Република Македонија, Анита Бошковска Јовановска. Добро вечер, ВМРО ДПМН. Од ова место, мојата прва порака, што сакам да ја упатам, е слобода за уставобранителите, слобода за невино осудените и да, слобода за цел македонски народ. Доста ни беа 7 години чемер, апатија, безидејност. Доста ни од полнење на туѓи усти и джепови, додека народот се чуди како да спои крај со крај и да се мисли како ќе го помине денот. Срамота е да се фалат ови од власта со некакви датуми за ЕУ, а ваму не знаат како да ги убедат сопствените гласачи да им ја дадат довербата. Се покажа и докажа дека времето за одење во политичка пензија на некои строшени ликови е дојдено. И пак ќе речам, доста име и доста ни е нам, народот на оваа земја, да бидеме понижени до дното кое тие го допреа. Јас сум тука вечерва со исправена глава, со чист образ и можам секого од вас да го погледнам во очи и да му кажам: доаѓа подобро време. ВМРО ДПМН не се колне во најмилото за по 5 минути да заборави што е кажано. ВМРО ДПМН не го прададе ниту името, ниту идентитетот, ниту државата. ВМРО ДПМН не е само збир на неколкумина во една канцеларија. Ние не сме тендер коалиција. ВМРО ДПМН е идеја која надживеала и војни, и сплетки, и проблеми. А да се бори некој против идеја е невозможна мисија. ВМРО ДПМН ја направи платформата за овие избори според барањето од народот. Ова се реални проекти за реални потреби. Ова е пат за подобра иднина, за куќи со семејства, а не за билети во еден правец надвор од државата. Ние сме за семејства со вистински вредности, со мајка и татко, а не родители со бројки. Да дадеме тоа што е потребно: инфраструктура, подобро образование со учебници за сите, со модерни програми за развој на здравствениот систем, со развој и презентација на нашето културно богатство. Не да го распродаваме, туку да се фалиме со него. Со нашата традиција, која векови наназад е спој на генерации наследници на ора и песни, носи и обичаи, да докажеме дека сме уникатни, самостојни и независни. Не да инвестираме во трговски центри, ние не инвестираме во трговски центри и онлайн игри на среќа. Ние инвестираме во иднината за нашиот народ, преубавиот македонски горд народ. Затоа и ќе ви упатам порака. Осми мај е денот кога ќе си ја земеме судбината во своји раце. Ајде да си ја вратиме Македонија кај народот, да ја направиме Македонија повторно горда, а народот веќе покажа дека сака промени. Овој народ не е на лицитација. Овој народ е честен, скромен и искрен, знае да пофали, но и да казни. 8 мај е денот кога ќе си ја добиеме слободата назад. Немаме друга борба освен една, а таа се вика горда Македонија. Тука ни е нашиот председател, иден премиер, професорот Христијан Мицковски, кој што исто така ни дава ука и наука како се сака оваа земја. И меѓу нас вечерва имаме и професори, и учители, и наставници, некои актуелни, некои веќе во пензија. Почитуван, сегашен и иден пратеник во парламентот на Република Македонија, Александар Велјановски.
Почитуван Илија Димовски, поранешен пратеник и координатор на Републичкиот изборен штаб на изборна единица 6. Добре дојдовте. Почитувани советници во општина Тетово, почитувани председатели на унии и председатели на местни комитети, поранешни пратеници, професорката Ружа Ѓорѓевска и Светлана Карапетрова. Ни представува особена чест да говорам денес пред вас на овој настан, чии носители се председателите, чии носители на активност се председателите на местните комитети. Мала Станица и нејзиниот председател Тони Зовковски. Блок 82 и нејзиниот председател Горан Јакимов. И МК Кирил и Методи Киро Ралевски. Честа која ми ја даде председателот на Општинскиот комитет, актуелен иден пратеник, Александар Велјановски, денес да говорам тука, е дотолку поголема, бидејќи лично сум вржана со сите овие три местни комитети. На што му благодарам. Почитувани, само неколку дена е зад нас председателските избори, на кои постигнавме одличен резултат. Ни предстојат парламентарните и втор круг на председателски избори, на кои треба да го дуплираме резултатот, зашто е потребна масовна излезност. Зошто? Изминативе 8 години сведоци сме на целосен колапс во сите сфери на општеството. Како човек од образовната фела, ќе зборувам за колапсот кој што оваа власт го направи во образованието. Тие го разнишаа образованието до темел, го урнисаа достоинството на родителите, наставниците и професорите. Најпрво воведоа концепција за основно образование, која ја имплементираа без претходно да ги испитаат можностите за реализација на истата. Во таа концепција предметите историја, општество, географија, кои што се клучни за еден народ да ја познава својата историја, се ставени на ниво на модули. Модули кои што замислете се дадени на еден временски период на изучување, без континуитет на следење на развојот, истекнување на знаењата на децата, и сега, на крајот од годината во јуни, сите тројца наставници од општествените науки, како што тие ни налагаат, треба да се договорат и на ученикот да му стават заедничка оценка, што е солудо. Учениците ги оставија без учебници и еве веќе уште месец и половина до крајот на учебната година учебници за некои наставни предмети нема. Уште полошо од учебниците ја избришаа историјата на Македонија, ги избришаа нашите творци, дејци и борци кои што се коренот на една држава. И уште полошо испечатија учебници со грешни и неточни факти. Под капата на невладините организации успеа да го разнишаат и да ја разнишаат и другата алка од образованието, а тоа се учениците. Заведувајќи ги и мешајќи го родот во македонскиот литературен јазик како категорија на машки, женски и среден, на род од природно потекло, она како што сме родени, машко или женско. Па на многу прашалници и многу проекти на учениците им даваа избор да изберат дали припаѓаат на машко, женско или нешто друго,
што е искривување на природноста. Ги понижија и родителите со тоа што во електронскиот дневник до ден денес мајката и таткото се родител 1 и родител 2. Наставниците пак ги претворија во креатори на содржини со цел на учениците да им го дадат знаењето кое што не можат учениците да го најдат во книга. Па наставниците диктираат за да ученикот го стекне знаењето. И најважно, достоинството на еден просветен работник, а тоа е хартиениот дневник, го уништија, па сега наставниците на час влегуваат со тетрадка и со телефон, не баре се некои луѓе од IT технологија и треба да ги заведат отсуствата на учениците на телефон. Најверојатно, мотото на оваа криминална власт во заминување е она познато мото уништи го образованието за да ја уништиш државата и општеството. Затоа, на 8 мај, ние треба да кажеме доста е. Уништување на образовниот систем и сите други сфери во општеството. Треба да го заокружиме бројот 2 за модерно, современо образование. Токму образованието во платформата 1198 има клучни планови за подобрување на истото и враќање на достоинството на наставникот, ученикот и родителот како една алка, еден триаголник, педагозите знаат што значи тој триаголник, за добро функционирање на едно образование. Ќе набројам неколку проекти од програмата. Целосна ревизија на концепцијата за основно образование, враќање на хартиениот дневник, ставање на градинките под капата на Министерството за образование, онаму каде што припаѓаат, обезбедување на учебник за секое дете, враќање на достоинството на наставникот со овозможување на кариерно напредување на секој еден наставник и враќање на хартиениот дневник како инструмент за водење на напредокот на учениците, а одземање на истиот значи исто како на еден доктор да му кажеш да ги лекува луѓето без инструменти. Подобрување на инфраструктурата во сите училишни објекти онаму каде што е потребно. Подобрување на студентскиот стандард, подобрување на условите на студентите, со цел задржување на младите, студиите, образованието, а потоа и работата, да ја продолжат тука, а не подобро образование да барат надвор од нашата земја. Но за овозможување на сите овие проекти од платформата, за да таа биде реализирана, потребна е максимална поддршка од ваша страна. Од вас, како родители, баби, дедовци, вашите пријатели, роднини, да ги повикате да излезат и да гласаат за бројот 2. Со заокружување на бројот 2, вие заокружувате подобра иднина за вас, но и подобра иднина за вашите деца, внуци, со цел да останат, да живеат, работат тука, а ние да бидеме тука до нив за секоја помош. Затоа ве повикувам на 8 мај достоинствено и масовно да излеземе, да ја поддржиме професорката Гордана Силјановска-Давкова и нашиот председател, професор доктор Христијан Мицкоски, пратеничката листа на ВМРО ДПМН, со што ќе овозможиме реализацијата на ова платформа 1198. Затоа, да го заокружиме бројот 2 за Македонија повторно горда, за Македонија повторно наша. Благодарам за убавите зборови, добро вечер.
на сите присутни браќа и сестри. Последниве 2 години имам чувство дека почесто сум во Тетово отколку во мојот роден град во Велес. Не е тоа само заради изборите, континуирано и постојано сум доаѓал. Тука имам многу драги пријатели, многу луѓе, многу искрени борци. Многу малку сакам да ви се обратам, заради тоа што секогаш, бар ние што не доаѓаме од Тетово или од Гостивар, треба да го имаме чувството на респект спрема вас кои што живеете во Тетово и во Гостивар и да бидеме внимателни колку и како ви зборувам. Она што сакам, единствено да замолам денеска, без да набројувам проекти во програмата, без да објаснувам колку распуштена држава ќе наследиме, колку растурен систем ќе наследиме, колку без образование ни останаа децата, колку без здравство ни останаа постарите наши роднини и пријатели. Една работа сакам да ви потенцирам. На Македонија и фали обединување и недостасува обединување. На македонскиот народ му недостасува обединување меѓу себе, подавање на рака. Најубаво, најискрено и најдлабоко обединување на македонскиот народ можеме да направиме овде во Тетово. Како пример и за Тетово, но и како пример и за другите градови во Македонија. Зошто го велам ова? Би сакал да ве замолам, сите вие присутни денеска овдека, сигурно познавате по некој наш човек кој што на 24 април не излегол на гласање или гласал за некоја од помалите политички партии или гласал дури и за Социјалдемократскиот сојуз. Би сакал да ве замолам да размислите дали било која листа со кандидати пратеници македонци од 6-та изборна единица, од Тетово, од Брвеница, од Јегуновце, од Гостивар, има шанси да освои пратеници во Македонското собрание. Нема таква. Единствена изборна листа на која што може да станат пратеници ваши сограѓани од Тетово, од Јегуновце, од Брвеница, од Гостивар, е листата предводена од господјата Дафина Стојановска, листата на која што се наоѓаат и вашите кандидати Александар и другите две господи. И тоа е единствениот начин како тетовчани, како гостиварчани и од сите други околни места, Теарце, Брвеница, Јегуновце, можеме да обезбедиме присуство во Македонското собрание на наши луѓе. Зошто го велам ова? Заради тоа што гласање за било која друга изборна листа, вклучително и на онаа на Социјалдемократскиот сојуз, нема да донесе пратеник од Тетово. Немаат кандидати пратеници од Тетово. Нема шанси да добијат доволно гласови за да освојат пратеник од Тетово. Уште помалку од Јегуновце, уште помалку од Брвеница, уште помалку од Гостивар. Затоа ве замолувам, најдете ги вашите пријатели, вашите роднини, вашите другари од школските клупи, вашите комши, поразговарајте и направете им единствена и едноставна математика. И прашајте ги, дали на некоја друга листа има кандидати кои што се од Тетово имаат шанси да станат пратеници? Нема. Дали малите партии имаат шанси да добијат пратеник од 6-та изборна единица? Нема. Затоа ве убедувам и апелирам до вас во Тетово да се обедините, без разлика на било какви поделби на потекло, на граѓани, на селани, на дојденци, на тукашни. Ве повикувам да се обедините без разлика кој на која политичка партија во минатото ви давал поддршка и да застанеме зад една единствена листа под број 2 на која што имаме кандидати од овие места и кои што ќе бидат ваши пратеници. Не е добро Тетово да бира пратеник од Скопје. Добро е Тетово да бира пратеник од Тетово. Не е добро со гласање за помалите партии да го фрламе гласот во ѓубре. Гласајки за било која од помалите политички партии, ние не им посакуваме ништо лошо, нека се живи и здрави, сите се борат за место под сонцето и за своја политичка промоција, но мора да им укажеме на нашите пријатели дека нема шанси
Ако 1000 гласа отидат за некоја мала партија во Тетово, тие 1000 гласа нема да бидат броени како нивни гласови. Тие 1000 гласа се исто како да отишле за Алијанса за Назијадин села или како да отишле за Дуи. Затоа во Тетово мораме да го започнеме обединувањето. Ние остваривме извореден резултат во Тетово. Затоа сме му благодарни и на Александар Велјановски како председател на општинскиот комитет, затоа сме благодарни на целиот општински комитет, на сите кандидати, на председателите на местни комитети, на Унија на млади сили, на сите структури на партија. Но во овој случај, како македонци, повикува да се надминеме себе си, да ги заборавиме старите поделби и во следните 10 дена колку што остануваат во духот на празниците како што доликува, да подадеме рака, без разлика кој за кого гласал во првиот круг. И овие 6.500 гласови кои што ги освои листата на ВМРО ДПМН во Тетово, да ги направиме многу повеќе. Можеме да ги направиме многу повеќе заради тоа што овој пат ќе подадеме рака на сите кои што гласале за други партии или на сите кои што останале дома и не излегле на гласање. Тоа го правиме за после 7 години, после 8 години, години во кои што нас ни беше одземено правото да одлучуваме за себе, да покажеме дека оваа држава ќе биде повторно наша, дека во оваа држава за нашите прашања ќе одлучуваме ние. Во оваа држава 2 пати се избраа влади и во 2017 и во 2020 година без мнозинска поддршка од македонскиот народ. Во оваа држава во 2019 година се избра председател без поддршка од македонскиот народ. Во оваа држава се донесе преспански договор, се донесе договор со Бугарија, се донесува 10 други закони на штета на македонскиот народ без поддршка од македонскиот народ. Затоа овој пат, како никогаш досега, сите избори досега биле историски, ама овој пат мораме да покажеме дека македонскиот народ ќе одлучува за себе во оваа држава. Ние ги почитуваме, ги цениме и ги сакаме сите други. Но извинете, дома кај мене нема да дојде комшијата да одлучува. Ќе одлучувам јас. Заради тоа што дома кај мене е дома кај мене. Затоа сите сме ставени на испит. И во Велес кај мене, и во Охрид, и во Штип, и во Струмица, но вие како тетовчани и вашите блиски комши и гостиварчани, заедно со сите околни убави села во Полошкиот регион сте ставени на најголем испит. Ние другите знаеме дека вие живеете најтешко, но затоа ве апелирам и ви замолувам на овие избори на 8 мај да покажете и најголема храброст и најголема сила како што доликува и да се обедините. Да се обедините сите зад листата под реден број 2 на ВМРО ДПМН, заради тоа што таа е единствена листа која што во Македонското собрание може да донесе пратеник од Тетово, може да донесе пратеник од Јегуновци, од Гоштивар и дај Боже ќе се потрудиме да донесе и пратеник од Брвеница. Тоа ни е целта, тоа ни е стратегијата. Идејата ни е овој пример од Тетово во иднина да го раскажуваме и во другите делови од Македонија. Да сте живи и здрави, ќе оставам повеќе време да зборува и вашиот досегашен и иден пратеник господинот Александар Велјановски. Добро вечер на сите. Добро вечер Мала Станица. Добро вечер Блок 70. Добро вечер Кирил и Методи. Ви благодарам за организацијата на овој митинг, на председателите Тони, Горан и Киро, кои што секогаш се тука за нас и за партијата. Добро вечер на сите присутни. Сакам да искористам оваа прилика да му кажам големо благодарам на Илија Димовски за неговиот придонес во работата во оваа кампања, затоа што Илија навистина представуваш додадена вредност и затоа ја имаш мојата благодарност.
Исто така сакам да ги поздравам, ги гледам тука пред мене, секогаш тука со нас и околу нас, нашата голема поддршка, поранешните пратенички Светлана Карапетрова и пратеничката Ружа Ѓорѓевска. Мојата почит кон вас, мојот поклон кон вас. Имаме и други пратенички и пратеници кои што вечерва не се со нас, тука е поранешната пратеничка Наташа Јаневска, која што денеска беше на еден преубав настан во село Туденце. Вие сте ни секогаш голема поддршка и навистина голема благодарност до вас за тоа. Исто така сакам да ве поздравам сите, членовите на Општинскиот комитет, членовите на Општинскиот изборен штаб, Унијата на жени, Унијата на ветерани, Унијата на млади сили, драги членови, активисти, симпатизери, драги тетовчани, пред се ви благодарам за вашата голема поддршка на изборите кои што се случија на 24 април. Навистина, она што го направивме во Тетово е пример за цела Македонија. Достоинствено, честно, обединети, како македонци, излеговме и покажавме дека никој не смее да се поигрува со судбината на Република Македонија. Доста е крадење, доста е манипулирање, доста е од овие лопови кои што водат државата. Ви благодарам за вашата поддршка. 7 години помина откако оваа криминална власт начело со СДС и ДУИ ја водат оваа држава Република Македонија кон амбис. Не почитуваат, не го слушаат гласот на граѓаните, едноставно ја распарчија државата, покажаа дека не се грижат за народот и дека единствено што ги интересира се бојата на парите, тендерите, криминалот и корупцијата. Од држава која што беше пример за странски инвестиции, држава во која што сакаше секој да вложи и да отвори нова фабрика, станавме држава која што е непожелна за инвестиции, станавме држава од која што бегаат странските инвеститори, држава која што стана црна дупка, за жал, на Балканот, а и во Европа. Затоа доаѓаат промените кои што ќе овозможат нови инвестиции, нови странски и домашни инвестиции, кои што ќе овозможат отварање на нови работни места, нови фабрики, затоа што Република Македонија го заслужува тоа и затоа што македонците и другите кои што живеат во државата тоа го заслужуваат. 7 години манипулираа со сите. Манипулираа и со пензионерите. Гледавме како пензионерите протестираат надвор, по улиците, протестираат за повисоки пензии, протестираат за достоинствен живот. Она што се случуваше е голем срам за државата. Мојата почит кон пензионерите и од овде ветуваме дека владата на ВМРО-ДПМН ќе се посвети на зголемување на животниот стандард на сите, а посебно на вас, пензионерите, затоа што вие тоа го заслужувате. Од тука и во програмата предвидуваме 5000 денари линеарно покачување на пензиите. Тоа е, драги мои, ВМРО-ДПМН кој секогаш се грижи за пензионерите. Исто така сакам да испратам една порака до моите почитувани млади браќа и сестри од Унијата на млади сили. Ќе работиме напорно, заедно со вас, да останете тука во државата. Без млади нема држава. Без власт младите Република Македонија нема што да бара ниту во Европската Унија, ниту пак во други интеграции. Едноставно останете тука со нас, затоа што владата на ВМРО-ДПМН, начело со председателот Христијан Мицкоски, ќе овозможи прво да се подобри образованието, стандарди кои што се достојни за вас, да го продолжите вашето образование тука во државата, ќе овозможи нови работни места,
за вас сите за да ве задржиме тука, но и да ги донесеме младите кои што ни заминуваат по светот и кои што ги полнат автобусите на автобуските станици, да ги вратиме назад тука во државата. Затоа ве повикувам, бидете дел од ВМРО ДПМН, ширете ја идејата за Република Македонија, која што ќе биде достојно место за младите. Без вас младите нема држава и нема да постоиме. Затоа да работиме сите заедно, за да овозможиме подобар живот за сите вас. Мојата порака од тука исто кон вас е да се занимавате со политика. На ВМРО ДПМН сте му потребни наслушно, а уште повеќе и на Република Македонија. Тоа што ве гледам тука е само, и не само сега, туку цело време, кога беше најтешко на ВМРО ДПМН, младите беа тука, покрај нас и останаа рамо до рамо со нас. Затоа мојот поклон кон вас, останете тука, работите заедно и има простор. Вие треба да ја водите оваа држава во иднина, во посветла иднина. Ви благодарам од срце и да ја поздравиме Унијата на млади сили со еден голем аплауз. Да сте здрави и живи. Почитувани присутни, овие избори пред нас на 8 мај се одлучувачки. Република Македонија се наоѓа на крстопат. Доаѓа денот кога треба да одлучиме дали сакаме да живееме во држава која што е достоинствено место за живот или да останеме во држава која што тоне во апатија и очај. На 24 април се обединивме сите околу ВМРО ДПМН и околу желбата за промени. Докажавме дека ниту Али Ахмети, ниту Артан Друби, ниту Ковачевски не може да не гази и не може да се поигрува со нас како македонци. Тетовчани докажаа дека се горди македонци, дека никој не може да ги погази затоа што знаат како е да се биде македонец во Република Македонија и како е да се бориш против сите неправди кои што ни се случуваат. Затоа, како што кажа Илија пред малку, сега е време да ги изработиме и овие 7-8 дена што остануваат до изборите. Да подадеме рака кон сите кои што сакаат да ни се приклучат и кои што сакаат да ја видат оваа криминална банда како одговара пред системот на правдата. Да ги повикаме сите наши пријатели да ја поддржат опцијата на ВМРО ДПМН, да гласаат за председателот Христијан Мицкоски и идната председателка на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова. Тоа се луѓе со интегритет, луѓе со авторитет, луѓе кои што знаат како е да се води една држава. Луѓе кои што имаат тим од луѓе кои често и посветено ќе работат напорно, деноночно, затоа што државата ни е во пепел, разурната и треба да се изгради од почеток. Оваа држава има разурнати институции, оваа држава нема функционален систем. Не очекува голема работа, но за тоа прво ајде на 8 мај да однесеме една огромна победа против СДСМ и ДУИ. Станавме држава која што има корумпирано судство, корумпирани суди и обвинители. За жал, со често исклучоци, малку се оние кои што се корумпирани, но за жал тие ги испорачуваат нарачките кои што доаѓаат од Социјалдемократскиот сојуз и од ДУИ. Доста е луѓе невини да гнијат по затвори. Доста е нарачани кривични пријави, нарачани пресуди, нарачани обвиненија. Од тука ветувам дека во Собранието на Република Македонија ќе се борам до крај да се обезбеди правда, да се обезбедат законски решенија кои што ќе го ресетираат ова корумпирано и заробено судство. На Република Македонија е доста од купени и корумпирани суди и обвинители. Читам тука уставобранителите, напишани со име и со презиме. 6 години се по затворите. 6 години се без нивните семејства. Децата им израснаа затоа што некои корумпирани криминалци
кои што седат во фотелите и се представуваат како судии и обвинители, одлучиле дека треба да испорачаат политичка нарачка. Затоа тука ветувам, а истото ќе го направам и владата на ВМРО ДПМН ќе го потврди. Следува ресетирање на судството и сите оние суди и обвинители, најдобро е после 8 мај да се пакуваат, да не чекаат да бидат разрешени. Затоа што доаѓа правдата за сите, доаѓа правдата за нашите браќа уставобранителите и доаѓа правдата која што ја заслужуваат сите оние кои што беа лажно обвинети, клеветени и кои што беа прогонувани по затворите. Почитувани браќа и сестри, тука во Мала станица Вајдучко мало, во мојот матичен комитет, работевме сите заедно долги години и секогаш кога сум тука имам посебна емоција, затоа што едноставно тука ги започнав моите политички почетоци и активности. Сакам да искористам оваа прилика и да споменам еден великан кој што ме научи како се работи за Македонија. Би побарал едноминутно молчење за председателот на Мала станица Дончо Груневски. Дончо Груневски, нашиот пријател, сопартиец, борец, кој што знаеше да каже: Саше, ќе ги изгазиме како ФАП жаба. Тоа ќе им се случи на 8 мај, ќе ги изгазиме како шлепер жаба. Дончо, почивај во мир, тука сме сите да го оправдаме твоето дело. Ти благодариме. Слава Богу. Драги браќа и сестри, да сте живи и здрави, да живее Република Македонија, да живее ВМРО ДПМН. На 8 мај сите заедно да славиме, а на 9 мај да го прославиме денот на победата над фашизмот и денот на победата над криминалот и корупцијата. Да сте ми здрави и живи.